Во модерниот индустријски развиен свет, човекот се повеќе се отуѓува од природата. Јас сум Джейлан Велио, денешен мој соговорник е Димитар Самарџиев, со кој што ќе се потрудиме да го фатиме со односот помеѓу човекот и природата. Здраво, Димитар. Добро дојде во Гласни идеи. Добро. Најдобро. Како си? Добро, фала. Ти си еден од основачите на Зелената арка? Не баш. Не баш. Се приклучив малку подоцна. Прилика некои 3 години веќе постоеше Зелената арка. Но доста време помина со основачите, па можам да ви пренесам кој е мојот впечаток, да речеме. Да, за мотивите, кои биле идејата. Да. Зелената арка е настаната од горе-долу неформално другарување меѓу луѓе кои не само што биле познаници, туку и пријатели беа. И по неколку такви неформални интервенции или акции, да ги наречеме, во врска со животната средина, тоа е поширокиот контекст на делувањето на Зелената арка, низ пристапот наречен пермакултурен дизајн, тоа е призмата или рамката низ која делува Зелената арка во однос на животната средина, решиле да создадат и официјално граѓанско здружение. Тоа време така беа нарекувани тие организации. Тоа се случува 2007 година. Мене ме заинтересира уште од почетокот, некако лични некои светогледи. И некаде 2010-та им се придружив. Така што тогаш сум во Зелената арка. Да, која беше потребата од такво здружување? Мотивите? Мотивите претпоставам дека се нешто да се делува во општествената сфера, во согласност со вредностите што ги негуваат луѓето. Да речеме, во пермакултурниот дизајн има 3 основни етички начала, од кои се тргнува затоа што некако и нема смисла да се прави било каков дизајн или било што да се интервенира во просторот и времето, ако не е засновано на некоја минимална етика, да речеме. Барем тоа е гледиштето во пермакултурата, а тие 3 етички начала гласат многу едноставно грижа за човекот, грижа за околината, тоа е природата, за земјата всушност, како планета Земја. И третата што е да речеме дискутабилна, тоа е да се делува во рамките на ресурсите што се достапни тековно во моментот, во определена средина. На планетата. Токму така и на планетата и на самото место каде што, да речеме, би се применувал пермакултурниот дизајн и согласно со тоа да има фер удел или дел за секој што учествува во еден таков потват, затоа што и тој општествен дел е многу битен за едницата кога се размислува во насока да се прави пермакултурен дизајн. А што по-конкретно значува пермакултурата, бидејќи многу мина и не го знаат? Да, може така звучи малку. Као пермакултура и ги асоцира на обично на земјоделски активности. Да, за жал морам да кажам дека првите асоциации се поврзани со градинарство, со земјоделство, но тоа не е единствениот аспект на пермакултурата. Иако таа кованица некаде 70-тите години Бил Молисон и Девид Холмгрен, кои се сметат за основачи на пермакултурниот дизајн, ја составиле од 2 збора, перманентна и агрикултура. Подоцна во развојот на тоа и движење и дисциплина добиваат се повеќе на значење другите аспекти како перманентна култура, затоа што тие меѓучовечки односи се клучните, да, постојана, како продолжителна или обновлива во таа смисла. Не перманентна како нешто еднаш дадено и такво утврдено, круто, неменливо, туку баш напротив, нешто што е живо и се менува. Да, и што може да се развива и да расте. Да. Супер. И сега имате и општествена градина преку
Зелената арка. Па Нели? не ја поседуваме, не ја Да, имаме. и ја Тоа употребувате. е еден од последните проекти што ги спроведавме, благодарение на разбирањето на кое што ни идовме, например, може би малку неочекувано од град Скопје, претпоставам дека тоа и одеше во согласност со таа стратегија за развој на Скопје како отпорен град и меѓу другите ставки, да ги наречам, што се неопходни за еден град да биде поприспособлив пред предстојните предизвици, што се поврзани со животната средина, беше и основањето на една таква општествена градина. Да, кога има тоа општествена, што значи општествена? Да, општествена како термин така исто може да биде и провокативен за некого, затоа што можеби некого потсетува на некоја друга терминологија од, да речеме, наследството од така нареченото социјалистичко уредување, можеби го потсетува на општествена собственост или така нешто. Тоа е обид за превод на англискиот термин community. Буквално тоа е заедница. Ако одевме повеќе со буквален превод, можеби ќе беше заедничка градина, но заедничка градина исто така во нашиот контекст е нешто доста широко и подложно на доста толкувања. Па некако се договоривме на општествена како нешто што укажува на тоа дека Е пристапна за сите. Да, точно така. Тоа е основната вредност на тој концепт community garden или општествена градина, како што го преведовме ние, е вклучувањето на граѓаните, на луѓето кои живеат на определено поднебје, здружено да градинарат. И следствено на тоа, во општествената градина сега има околу 52 3 градинари и градинарки, што заедно градинарат на определени леи и ги ползуваат плодовите од тоа што ќе го одгледаат за своја лична употреба. Нема тука некој комерцијален аспект, уште во градинарскиот реч што треба да се прифати на почетокот кога се пријавува некој изразува интерес да градинари заедно со другите во стание, е нагласено дека сите плодови се за лична употреба, не се наменети за пазар. Кои вредности таму ги споделуваат луѓето? Како се дали се усогласуваат, бидејќи може многу мина да сакат да градинарат, но меѓу себе нели да имат различни светогледи, како што го кажа Преска, и да негуваат различни вредности. Сега како оди тој процес? Дали тече добро или има некој? Очекувано е да, ако има повеќе луѓе, да има еден куп светогледи, различни замисли, идеи. Да, дали доаѓа до проблеми или... Тука мислам, че ние дека се и клучните предизвици меѓу човечките односи, кој да е таков потфат каде што се вклучени повеќе луѓе. За среќа до сега сите несогласувања или судири што се случувале не биле од некој суштински карактер па да предизвикаат некој сериозен раздор. Се надевам дека ќе продолжиме и така во иднина. Нормално пристапите се различни, не наметнуваме ние некои строги правила како да се градинари, освен тоа што е забрането употребата на синтетички произведени хербициди, пестициди, фунгициди, инсектициди, исто така и вештачкото ѓубриво е забрането за употреба. Че на органско сте насочени производство? И тука е исто терминолошки предизвик тоа. Не се занимаваме со органско земјоделство, се разбереме органското земјоделство подразбира определени критериуми и сертификација и само тој услов, ако ги исполните тие критериуми, може да се прогласите дека се занимавате со органско земјоделство, а нас тоа не ни е ни целта, затоа што сме свесни во каква средина се наоѓа градината и каде да живееме и дека прилично живееме прилично загадена средина, така што нема аспирации ни за некаква си сертификација и не ни е ни потребно, затоа што малку ни е поинаков светогледот. Ние
како што реков, не излегуваме на пазар, не сакаме да се подпираме на некои критериуми што може би имаат и некакви комерцијални конотации, туку, да речем, нескромно може би целиме за нешто отаде органскиот пристап и се обидуваме да употребуваме техники на градинарење што се својствени на пермакултурниот дизајн и во некои погледи мене ми се чини дека може да понуди подобар квалитет од органскиот пристап. Не сакам да го дискредитирам, но така мене ми се чини. А каква е организираност, мислам, во стание, нели 53 кажа дека градинарот сега мора да има некоја си структура, претпоставувам дека е хоризонтална. Па да, мислам, колку што е изводлива и колку што може со луѓето, затоа што некои луѓе доаѓаат со, да речеме, втисната матрица, некаков хиерархиски распоред на одговорностите. Ние се обидуваме постојано да работиме на тој случај за време најчесто на месечните средби што ги правиме со сите градинари, каде што се координираме како ќе продолжиме понатаму и се обидуваме да примениме некои хоризонтални начини на организација. Неколку наврати најавме дека ќе испробаме со социократија, можеби уште не сме до таму созреани да може да примениме таков начин на организација, но ете како што кажа на почетокот, таа градина не е на Зелената арка. Зелената арка како граѓанска организација го спроведе тој проект што беше финансиран од град Скопје и беше насловен како прва урбана градина во град Скопје. Но ете си ја дозволивме таа слобода затоа што урбано за нас не беше кој знае колку значаен квалитет било која градина во градско подрачје во средина е фактички урбана. Нас ми беше побитен овој човечкиот дел. И затоа одевме со концептот community garden или преведено како општествена градина. И ете се организираме спонтано, може би не одиме до толку да бараме секогаш целосен консензус во донесувањето на одлуките, но за среќа до сега изгледа имаме доволно заеднички гледишта и интереси. Како што реков, немало некои сериозни несогласувања што би предизвикале раздор. Значи во однос на создавање на заедничарство, добро напредувате. Па се обидуваме, не можам да кажам дека веќе сме некаква заедница, ама може би во зародиш или Па да, тоа добро, бидејќи се менуваат градинарите, нели? Се менуваат, и тоа е дополнителен фактор што влијае. Точно, динамична е средината во градината, затоа што не е дека некој кој ќе почне да градинари на определена леја или парцела, таа преминува во негова собственост или трајно употребува некој определено делче од градината, туку секоја сезона, секоја календарска сезона го обновуваме тоа како повик. Ако некој веќе не сака да продолжи, едноставно не ја пополнува повторно пријавата, во меѓувреме се наоѓаат секогаш други заинтересирани кои ќе ни се придружат на местото кое се ослободило, така што се менува составот на луѓето постојано. А освен градинарењето има и други активности во Бустание? Да, се обидуваме да не бидеме толку ограничени само на градинарење, како што кажав и пермакултурниот дизајн не е само земјоделство, туку подразбира исто така и општествен момент, развој на заедницата, подразбира делување општествено делување, подразбира интервенции во однос на енергенсите, например се користат обновливи извори на енергија. Во дизајните се обидуваме да бидеме енергетски ефикасни. Исто така домувањето е еден аспект од пермакултурниот дизајн. Па оттаму и настаните што ги организираме во градината, сега го има допирни точки со градинарството, но завлегуваат и во сфери на културата и на уметноста. Па така имаме неколку концерти веќе организирано, поетски читања, промоции на книги за деца,
тие исто беа тематски поврзани со сенчињата. Изложби, соработки со уметници. Да, размена на семиња. Размена на семињето е многу битен аспект од градинарењето, а и од, да речем, повисоките цели кон кои се стремиме. Да не се купува, тука се разменува. Токму така, многу е битно луѓето да имаат семенски суверенитет, така го наречаме. Тоа значи да имаат семенски материјал кој го обновуваат и го развиваат тие самите. Да не зависат од пазарот и од семињата што се продаваат на пазарот, затоа што може да бидат во многу зависна положба тогаш во однос на светските корпорации кои сакаат да доминираат со сферата на земјоделството. А основата на прехранбениот суверенитет произлегува од тоа да имате вие секогаш семе со кое што ќе може да си одгледате храна. Ама и условите се битни, дали има услови за одгледување на храна. Во градски средини тоа е многу потешко. Па е предизвик, но не неизводливо и постојат определени начини да се одгледува храна и во градски средини. Па дури ако смеја да си дозволам така една етимолошка шпекулација, град и градина многу некако очигледно ја покажуваат поврзаноста на тие две нешта. Па сметам дека претпоставената наша културно историско наследство, претпоставам дека градините не биле нешто чудно и невообичаено во градските средини. Па да, има се уште луѓе кои што се занимаваат и со тоа во градски средини. Може би имало некој период кога некој тоа го гледал можеби како некој остаток или атавизам од селските средини во градските, но ми се чини дека последниве години се надминува тоа. Па да, веќе како стереотип или како предрасуда, да. Дури веќе мислам можеме да кажеме дека модерно е да одгледуваш нешто. Многу луѓе во балконите се одгледуваат. Светскиот тренд е таков некако. Се менува веќе. А тој тренд ми се чини дека исто така благодарение на промовирањето на идеи како тоа дека одгледувањето на својата храна и градинарството може да се смета како револуционерен чин од причината што ја кажав претходно, дека може да ве донесе чекор поблиску до таа состојба на прехранбен суверенитет. Тоа е недостижно, е идеал, тешко е во овие услови да биде човек прехранбено независен и суверен. Па тоа е и основата но тоа е основата што не става во зависни односи, ако гледаме во некои политичко-општествени луѓето работат за нели да се прехранат, така што да, за жал сега преживуваме, немаме доволно простор и време за живот. Да, апсолутно. Па сега веќе се надоврзавме на ова страна, да кажам, политичката, би те прашала како да се избориме против консумеризмот кој што е толку длабоко навлезен, не само, мислам, што не се натура од страна на општеството и неолибералната политика, туку и самите луѓе веќе се однесуваат класично како консумери, нели? Купуваш, употребуваш, фрлаш, купуваш, употребуваш, фрлаш. И сега како тие вредности на одржливост, на обновлив развој да ги разберат луѓето и така да се однесуваат. Еве сега имаме енергетска криза, веќе имаме прехранбена криза и нели треба малку да се однесуваме и ние поразлично отколку до сега. Да, за жал дојдовме до тој степен кога можеби и ќе немаме баш некој голем избор освен да се одвикнеме од тие потрошувачки навики и да стекнуваме полека одново да ги осознаваме тие искуства и знаење како да се произведе храна со својот труд, ама директен пристап да имаме до храната, а не да зависиме од предпродавачи или од шпекулациите на пазарот. На почетокот на еден
курс по пермакултурен дизајн, тој трае околу 72 часа вкупно и во воведот наведуваме најчесто кои се кризите кои не очекува и едната од тие и ова врска со храната, што за жал веќе не е нешто што не очекува, туку Што се случува? Што се случува во моментот. Па, како кажам, тоа е, сега сме во таква ситуација и ќе се снаоѓаме. Добро, може би сега кога луѓето се во тешка ситуација, тогаш ги осознаваат некои работи, така што кога би се надминала ова криза, може би понатака и луѓето ќе почнат самите да се однесуваат поинаку, со друг пристап. Кон храната, кон трошењето на ресурсите, бидејќи ќе дојде нели момент каде што сега пример поскапуваат нели продуктите и стануваат недостижни за посиромашниот слој. Но понатаму кога ќе снемува за сите. Значи кога би имала Да, веројатно за мнозинството ќе ги снема основните ресурси, забележуваме дека се потешко стануваат достапни. Но луѓето се снаодливи, еден од, да речем, по значајните мислители или луѓе што придонеле за развојот на пермакултурата, Тоби Хемингвеј уште на времето пред 15 на години, во некој од неговите излагања кажа може би ќе пропадне цивилизацијава, каква што ја знаеме, ова доминантната заснована на потрошувачки менталитет, но не значи дека тоа ќе биде крај на човештвото. Може би ќе се ново општество со преобразиме. Да. Добро, Димитар, ти благодарам. Јас толку имам да те прашам. Ти ако сакаш да додадеш нешто, некој апел, да кажам, до гледачите или... Немам многу што да додадам, може би завлеговме малку во политички води, што не е својствено за, нели, што се смета за граѓанските организации, но ние не се занимаваме, да речеме, со дневно политички теми, туку не интересираат политики што се по-суштински и што се врзани баш со со преживувањето. Апсолутно, значи сепак луѓето сметат дека милуваат да кажуваат јас не се занимавам со политика, не ме интересира, всушност политиката го креира општеството во кое што живееме и самите ние продонесуваме и затоа не може да се алиенираш од тоа. Да, може да се алиенираш од дневната политика, но од целокупната политика па и не баш така. Може би пристапот е малку поинаков, пример во пермакултурниот дизајн не одиме толку на директен судир, например, протестирање или нешто слично, туку се обидуваме да создадеме нешто што е како можна замена, алтернатива на постоечкото и да покажеме дека можеби тоа е пофункционално и преку тој пример да предизвикаме такво поместување општествено, политичко. Па да, мислам и целта на овој подкаст е промена некоја, само методите се различни, но целите се генерално исти. Добро, Димитар, ти благодарам уште што беше дел од Гласни идеи. Почитувани гледачи, за повеќе емисии следете на YouTube каналот Гласни идеи.